Трагедијата во кочанската дискотека Пулс денеска се најде во центарот на жестока политичка пресметка, откако ВМРО ДПМН, повикувајќи се на објавени телефонски разговори, го обвини поранешниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски за вмешаност и заштита на сопственикот на дискотеката. Спасовски експресно ги демантираше обвинувањата, нарекувајќи ги очаен обид на власта да ја злоупотреби трагедијата и да прикрие вмешаност на сопствени функционери. На пресконференција Викторија Андоновска од ВМРО ДПМН изнесе наводи откако што рече објавена телефонска конверзација од 17 февруари 2022 година меѓу синот на сопственикот на Пулс и известна Бојана. Од конверзацијата се влече логичниот заклучок дека власта на СДС вешто го штитела газдата на Пулс, а во тоа биле вмешани и министри. Имено, според објавеното во медиумите, на 17 февруари 2022 година, синот на газдата Дејан Јованов Деко, Михаил, се јавува до известна Бојана и ја известува дека Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи, се јавувал во СВР Штип за да ургира за дискотеката. И тоа со зборовите: Оливер Спасовски се јавувал у Штип, у полицијата за нас. Пошто Бојана го прашува Михаил зошто се јавувал Оливер Спасовски, дали за да ја намалат казната и за каква казна станува збор. Поради ова, ВМРО ДПМН јавно го праша јавното обвинителство и обвинителот Љупчо Коцевски дали го истражиле овој случај, дали го повикале Спасовски на разговор и дали го кријат и штитат. Пратеникот на СДСМ и поранешен министер за внатрешни работи Оливер Спасовски веднаш потоа најостро ги демантираше овие тврдења. Спасовски возврати со контраобвинувања, тврдејќи дека ова е очаен обид на ВМРО ДПМН за последна злоупотреба на трагедијата во Кочани за политички цели. Најостро ги демантирам лагите и манипулациите кои што ВМРО ДПМН ги пласира. Ги отфрлам како целосно невистините. Ова е класичен пример за очајна манипулација. Никогаш ниту во еден момент не сум се јавил за да спречам контрола. Напротив, фактот што контроли имало насекаде е најсилна потврда дека ниту сум влијаел, ниту постои било каков обид за тоа. Овие лаги кои ги шири власта се очаен обид на ВМРО ДПМН за последна злоупотреба на трагедијата во Кочани за политички цели, во момент кога јавноста повеќе знае дека токму нивни функционери од сите ешалони на власта биле директно инволвирани во случајот Пулс, а сега се заштитени. Обвинителството во целост го одобри обвинителниот акт и наскоро се очекува да се закаже првото рочиште. Во исто време, семејствата на загинатите во пожарот во кочанската дискотека Пулс најавија дека ќе почнат со едночасовни блокади се додека не започне судскиот процес.